Под мотото секој ден може да е следен. Вчера повтор пат во Скопје се одржа протестен марш по повод загинувањето, односно преказувањето на младата Фросина Кулакова. Утрово, како што најавивте, разговараме со психологот Мирјана Стојановска Јовановска. Господја Мирјана, една собраќајка, два уништени животи. Како да излеземе од оваа колективна траума? Па не се само два живота што се уништени, мислам, младата девојка почина, нели? Тој што го изврши делото ќе биде сега цело време под удар. Тука се и нивните роднини, родителите, луѓето што им биле блиски, пријателите и точно, како што рековте, колективно сите ние травматизирани од таков еден немил настан. Како да излеземе од тоа, можеби да им дозволиме на правосудните органи, на полицијата да си ја врши работата. Од друга страна, па и не е на одмет, мислам, сега причината, поводот е таков трагичен, ама е добро понекогаш и да се буниме за нешто, да побараме нешто, некои промени. И власта и оние кај кои што се буниме, не ќе може да останат глуви, нели, да не направат ништо. Ќе мора некои работи да се сменат и се надевам дека тие работи што ќе се смени во законодавството, во правилниците, во начинот на казнување понатака, во начинот на односот, а и ние сите нели, родители ќе размислиме повеќе што да правиме со нашите деца, како да ги воспитуваме, како да им помогнеме да се снајдат во овој живот и да биде тоа превенција, нели, да можат да живеат поквалитетно во животот, без да се травматизираат. Да појдеме сите сами од себе, по еден чекор, секој од нас, да направи нешто, да се подобри, да направи нешто за своите наоколу, да направи нешто за општеството. Да, тоа не се големи работи, ама секој ако направи по еден чекор, тоа ќе биде огромен збир на некои промени кои на сите нас ќе ни дозволат да живееме подобро, да не ги гледаме причината за нашиот подобар живот само во другите, него и ние да бидеме учесник на градењето на нашиот подобар живот. Колку гласот на граѓаните може да придонесе во заострување на казнената политика? Па јас се надевам дека ќе придонесе. Сега колку ќе видиме, нели, ќе видиме како ќе биде резултатот од сето ова. Обично кога луѓето така се собираат и се врши притисок, мора да има одговор од властите. Илјадници луѓе излегуваат по улиците и протестираат, не се задоволни. И се надевам дека ќе биде многу доволен притисокот, за да навистина санкциите станат многу поголеми и на сите ние добро да размислуваме кога ќе седнеме за дволанот. Дали е време и системски, но и дома да се посветуваме на овие теми со оглед на тоа што, иако сите знаеме дека системот има пропусти, сепак гледаме дека се потекнува од дома? Па да, ама системот секогаш ќе има пропусти. Значи, ние не може да создадеме идеално општество, тоа е утопија. Како што и не можеме да создадеме и дома да е идеално. Значи, исто, ние не сме совршени луѓе и не создаваме совршени светови за живење. Секогаш ќе има некои недостатоци, ама тоа значи дека ќе ни биде мотивација да одиме кон нешто што ќе биде подобро. Да планираме, да размислуваме, да се усмериме, да поставуваме цели, да се здружиме, да правиме нешто подобро. Да, од дома потекнува се, да му ќе ја добијат луѓето базата на тоа како понатака ќе се развиваат во животот. Мислам, тоа пред 100 и кусур години го кажал Фројд и до сега уште никој не го порекол тоа дека е така. Така да, ако е така, тогаш од нас возрастните тргнува се. Што ние ќе направиме за нашите деца, што ќе направиме и за себе си, затоа што она што ние го правиме за себе ќе се отслика на нив. Нашите деца се огледало на она што сме ние, не мора да доаѓаат трагични настани за да ние
почнеме да размислуваме за себе си, за начинот на кој што се однесуваме во светот. Тоа би требало да биде нешто од наше секојдневие и нешто со што на вистина ќе се бавиме. А политиката и промените може да им ги оставиме на политичарите, да им оставиме на органите да го завршат тоа, да ги направат сите потребни истраги, истражувања, се што треба, за да може би да, им треба малце вака мотивирање од страна на луѓето на овој начин, али јас се надевам дека навистина ќе има од тоа резултати. Господја Мирјана, ви благодарам за гостувањето ова утро во Македонија наутро, особено што одвоивте време да гостувате во нашата емисија кога го славите и вашиот роден ден и на крај ќе ви посакам среќен роден ден и што помалку да слушаме за вакви несреќи како што беше случајот со младата Фросина. Да, јас се надевам дека би сакала тоа да биде нешто последно што ќе за таков настраш што ќе чуеме. Најверојатно дека нема, ама да биде што може поретко. Ви благодарам. Колеги, разговаравме со психологот Мирјана Стојановска-Јовановска за тоа какви се психолошките последици од сообраќајните несреќи, каква што беше и несреќата во која што беше прегазена младата Фросина Кулакова.